Иш беџерен јалли кујурукјер. Работа што врши, дебела опашка јади. Чита Александар Станојков. Имало при турскиот цар едно момче што му и пасело густите близу 10 години. Ако беше тоа 15 години да речеме кога ошло, 25 години момче тамам за женење, арнома никаква чест немало, чунки гускар било. Никој не сакал да му даде ќерка си или сестра си за гускар, при се што бил при царот гускар. Тоа нешто гускаро го сеќаал, оти дури е гускар, никаква чест нема да добие. Сеедно тоа нешто во умот му било и барал некое чаре за да му речи на царот да му даде некој поголем меснет за и тој да се напреднит во чест, како сите негови другари што напреднале, кој паша беше се сторил, кој узбашија беше се сторил, кој мујазим беше се сторил, кој чауш и кој друго, а тој гускар и пак гускар. Да се погоди еден ден да дојдит сам царот кај густите и гусаците. Беше си рекол сам со себе гускарот, сега начека време за да му речам на царот тоа што мислам. Честити царе, му рекол, јас нешто има да ти се молам. Кажи бре гускару, му рекол царот, што молба има да ми се молиш? Молбата моја е, честити царе, да ми даиш една служба друга за да добијам и јас малце чест, како што добија и моите другари при твојата живот, што се сторија кој паша, кој бимбаша, кој узбашија, кој друго. Од кога го изслушал царот гускарот, му рекол, иш беџерен јали кујурукјер. Те молам, честити царе, му повторил гускарот на царот, овој збор што ми го рече, да ми го пишиш на една книга, за да си го езлебердисувам. Пеќи гускар ефенди, му рекол царот, да ти го пишам. Се сврте, од кај што беше ќати по царот и му заповедува, пиши ќати ваши, иш беџерен јали кујурукјер. Бе, бас мури да тесли меткавџа, му рекол на мезинџијата царо. На часот, баш ќатипот беше му го пишал тој збор на едно книже и му го дал на гускарот. Едно го клал в раце гускарот книжето и му врлил клучеите на царот, да се излегол од Стамбол надвор, за да го исполни тој збор од царот. Тргнал да оди од град на град и дури дошол, дури до Босна, во првиот град што бил тамо. До анот кај што кондисал гускарот имало бања и му текнало да појдит на бања за да се измиет. Тука му текнало веќе да го исполнува царскиот збор што го имал пишан на едно книжи, клајано книжето во една амајлија стребрена што носило бесена на гуша. Пред да влезит в бања, извоил еден минц од пазуа и му го дал на бањарот, та му нарачал да појди на акчијица, да го нарачат 40 турли манџи. Сите манџи биле како што јадал царот, чунки тој знаеше какви манџи јадеше царот, и такви му и нарачал на бањарот за да му изготват. Кога чу бањарот тој збор од гускарот, беше се зачудил и беше сакал да го праша што човекот што толку чудо манџи сака да јадит. Арно, ама тој не беше го прашал, ами од кога ручал го прашал со молба. Џанам ефенди, му рекол, те молам ако сакаш, кажи ми, што човек си ти? Ти треба да си некој голем човек што толку арч направи за еден ручек? Не е твоја работа, амамџи, му рекол гускарот. Втори пат и трети пат му повторил бањаро на гускарот што човек е да му кажи, и на третиот пат му се кажал синот царот. Слушај вамо, бањар ваши, веќе ти кажам, лели ми се тоариш, ама немој да кажеш, отивала и билја главата како на врапче ти ја сечам, вака да знаеш. Ете да знаеш, оти јас сум син му од царот, направен тепдил, за да шетам по мојава земја од град на град, за да барам една девојка лика спроти мене, за да се женам. И сум чул од мнозина луѓе од овдешниот паша, имал една многу убава девојка. Арно, ама не знам дали е вистина, или јас за тоа нешто ќе се научам. Кога чул тој збор амамџијата, бидејќи пашата му бил како свој, отрчал, та му кажал на пашата, тој син му од царот бил на бања и ручал 40 турли манџи и ја сакал ќерка му Алајен да ја земи за невеста.
Кога чул тој збор пашата од амамџијата, едно се зарадувал, оти син му од царот ќе му се сторил зет и царов сват, а од друга страна се уплашил да не нешто го налутило, те не го пречекал како што треба. На тоа кажување од бањарот на пашата станал сам и отишол при гускарот како при царски син. Едно влегол во одајата и му се поклонил уште од врата како на цар. Знаејќи гускаро како причекувал царот пашите, и тој така беше го пречекал тој паша. Му се ополил еднашка со криво око и му се рекол како налутено малку: "Абе паша, вечерата, созум јабана, зашто ти да не ми сториш една чест како на царски син, при се што јас тебдил сум? Дали немаше во Стамбул некој твој човек да ти пиши? Оти јас сум излегол тебдил да шетам по царштината моја, за да гледам кој паша или кадија како суди, и за тој себаб да барам лика спроти мене. Знаеш, сега ти можам да те извадам од пашалък, али не знаеш." Де му реал од гускаро. Кога беше чул тие збори и пашата од гускаро, изречени како цар, веднаш беше му палнал на колена и плачејќи, велејќи, поклонувајќи се пред гускарот, му се молел и му велел: "Аман честити и довлетли царев син, јас сторив, ти не стори, прости ме за сега." "Ај, стани," му рекол гускаро, "сега и оди дома, да јас ќе дојдам по тебе дома, за да видам на ќерка ти, чончи сум чуло ти си имала една арна девојка. А ако имаш късмет да ја бендисам, ќе ти ја земам за царица да бидит. А пак ако не ја бендисам, главата од влакно потанка ќе ти бидит." Кога и чул тие збори и пашата од царскиот син, му бакнал елекот од парталаата долома на гускарот и назад газум се тргнал кај вратата и откога му се поклонил уште доземи, отрчал дома и кажал на пашицата: "Ти царев син дошол тебдил и сакал да му ја види ќерка му. А ако ја бендиса да му ја земи, а пак ако не им ја бендиса, главата ќе му ја сечи на пашата." Кога ја чула тие збори и пашицата, рипнала и ја измила ќерка си, ја отканосала, ја оплела, кркмите ја подрамнила, на клепчите сурме ја тргнала, ја набелела, ја нацрвила и ја променила во најарните и јузени и атлази тортолии. На главата ја клала венец од наскапите џевајли. Ја доздисала веќе ки ока да ролур. Демек, толку бивало. Од која ја сготвила, отишол сам пашата да го вика гускарот за да ја види ќерка му. "Ај, ој си ти паша ефенди," му рекол гускарот. "Да јас сега ќе дојдам усулетлен, за да не ме сетит некојот сум тебдил, чунќе може да не ја бендисам ќерка ти, после треба да одам во друг град да барам девојка. Чу што ти реков али не чу? Ај, оди сега и никому да не кажуваш." На тие збори пашата пак беше му бакнал елекот на гускарот и усулетлен се тргнал назад до вратата и откога му се поклонил доземи си отишол дома да го чека царскиот син. Ако ја свршам оваа работа, си велел сам со себе, ќе му го исполнам пишаниот збор на царот што ми го пише на книжето: "Иш бежделен али кујорукјер. Оја, ако ја беждели сам, тога има да се фалам пред царот и тој да видит којат гускарот." Откога се изнаобогати гускаро со умот, со усул му пошол кај пашата дома и го пречекал дури кај порта пашата со пашицата. И му се поклониле доземи како на цар и го однесле во првата одаја кај што беше ќерка му. Кога ја видел гускарот се чудевидел и сам себе се залисал и се заборел од на вистина тоа што гледал. "Дали на вистина е тоа што гледам пред мене, дали на сонијат?" си велел сам со себе. Залисам бидејќи бајги беше стојал опулен во ќерка му од пашата. Најпосле се свртел од кај пашата и од кај пашиницата и им рекол: "Неј се, ја бендисав али не ја бендисав ќерка ми, сте имале късмет да имате царев син зет и да останете живи и за напред, иншала може и садријазам да ве сторам. Илја ќим, ако бидит ничаот, најпосле до вечера и свадбата овде да ја направиме, чунќи ако оставиме, дури да одам Стамбул, неле ролур, неле ролмаш. 40 умишта може да ми дојдат мене и на татка и уште поеќе на мајка."
Кога чул пашата тие збори од гускарот, текрар му се поклонил, така и пашицата и ја натерале ќерка му, да му бакнал рака и се свршила работата. Брго пуштил пашата по баш терзијата да му донесите еден кат руба како за царски син што прилега. Донесол терзи башијата еден кат руба и од која ја видел гускарот не ја бендисал, чунки не е била како што носи царот кога одел на селјаблак. На тоа згора му анлатлисал гускаро на терзијата какви да бидат алиштата. И собрал едно чудо терзи и терзи башијата, та веднаш му ја сошиле рубата и му ја донесле на пашата. Го викнал пашата гускарот и му и дала лиштата да се промени и го прашал дали го бендисуват. И ако не ме бендисуват паша ефенди, му рекол гускарот, или ако ќе ме Стамбул, тога и поарни ќе носам. Плати му сега на терзибашијата од азното наше, да ќе ни ватиш на Есап, која ќе праќаш пари во Стамбул. Кога беше чул пашата тој збор од син му, од царот, што му дал изим да арџи пари од азното царско, беше се расторил да арџи и да приготува за свадба, да пари за паша што бил и како за царски син што бил гускарот. Вур патласен, беше си рекол сам со себе пашата. Сега дури ја удрив дропкато ти, не одите една година и ќе се сторам садријазам. На тоа размислување пашино, курдисал свадба да прави со сите редишта како што требало. Синтим сунет дујуни правил. Курдисал секакви чалди, навикал ќочеци и ченги, навикнал секаде пеливани и цел месец што правил свадба. И шака не било, царот гускарот го направил зет. А после, како да не прит и како да не аржи царски пари, а не знаит оти царот парите ќе и барат. Не се, би свадба, помина еден месец, и царово Стамбул незел на месец со азното од пашата како што земал секи месец. Другиот месец пак не му пуштил пашата пари, чунки беше и поарџил по свадбата. Од која виде царот и другиот месец не му пуштил пашата од Босна пари, му пишал едно остро писмо за пари да му пушти, оти тој знаете. Честити царе, му пишал пашата, и свате, не треба да се лутиш толку, оти не ти пуштив овие 2 месеци азно, чунки се поарџив за свадбата на синат ти нека е жив, што му ја дадов ќерка ми, чунки сам си ја бенди селја, алактам било речено, чунки късметен зијаде олмас. Ете, мојата ќерка имала късмет да биде ваша сна и речи нека ја ирлија. Таман уште еден месец нема да ти пуштам азно, чунки се поарџив за големата и салтанатлијата свадба што направив за синат ти, нека е жив. Барем 6 месеци сака да си поседи син ти при мене, да после сака да сидит во Стамбул при тебе, илјатим јас и пашиницата после со се снаати, а ако е кабил да ни го простиш, барем 1 година тука да си поседи, чунки така ни е мило. Верувајќи, од изборот не ќе ми го скршиш, ќе оставиме да чекаме твојата голема заповед. Вака беше му пратил пашата еден каршилък на царот. Која научил царот книгата од пашата, на чудо станал. Бре, Анасан, што му се кажал син мој и има зел ќерка му, остај што му ја зел ќерка му, ако сака нека му ја зене и жената му. Туку азното моје ми го пропустиле, тоа јас си жалам. Та другото, тангар-мангар нека стани. За тој пезен век треба джелјат и друго ништо да познае кога јал азно царско. На тоа згора викнал 2 джелјати и пратил во Босна да му пресечат главата на тој што му се сторил зет на пашата. Ќе појдите во Босна кај пашата, им рекол царот на 2 джелјати, и бирбаш главата ќе му ја пресечите на тоа момче што му се сторило на пашата зет и да ми ја донесите овде да ја видам каква е. Од која зеле изим од джелјатите од царот, тргнале и отишле во Босна при пашата, таму го посакале зето, за да му пресечат главата и да му ја однесат во Стамбул на царот. Кога чул пашата тој збор од 2 джелјати, се качил горе на сареот, чунки тамо седел гускарот, а пашата на долниот кај седел, и му кажал тоа што му рекле джелјатите. Не бој се ти, паша ефенди, му рекол гускарот. Јас нема да загинам ако татко ми пратил да ми ја сечат главата. Ти сега ќе му речиш вака на джелјатите. Јас нема да ви дозволам син му од цар овде да го губите.
Ами ќе ви го дам со семати невеста и со царската бабија, за да го испратат дури во Стамбул при татко му, та таму ако сакат нека го сече и нека го губи. Овде јас не восприимам да го губам, чунки сега ако се нашол чафил царот и ви дал заповеза да го губите, ама до некој време лутината ќе му поминит и после пак ќе ме погубит мене, чунки ќе си речи царот тога и вака, буанасен, еле јас на лутината пратив двајца джелјати да му ја сечат главата, еле јас на лутината тоа го сторив, ами не можеше пашата да не се сторил каел да се погубит син ми. Ете, затоа јас не давам изим да го губите овде, ами да го земите како што ви реков и понапред. Ете, вака да му речиш на джелјатите и нема да ме губат. Слегол пашата долу при двајцата джелјати и му изрекол сите збори што му и рекол гускарот. Кога чуле джелјатите тие збори од пашата, се разбраа и го зедоа гускарот со се жената му во кочи и со големата бабија и го однесоа во Стамбул. Тамам да влезат во сараите од царот и видел царот од пенџере кај си седел и каве си пиел, една голема бабија кај носат двајцата джелјати. Ај, Анасен, каква работа ќе биде оваа со джелјативе мој? Јас си пуштив главата да му ја сечата тој пезевенк, а пак тие кај ми го носат жив алелем и со те бабија. Зери излагал и нив како што го излагал и пашата. Ја дурбакалом што иш башдарен ќе биде тој кафеоглија. Дури си мисли така царот со себе си, гускарот дошол до бинекташот кај што се слегувал и што се качувал царот, та слегол и тој на бинекташот. Царот гледал од пенџере, му идело да се пукне од кожата од мака, што му идело на препреениот му син. Ама, бидејќи царот бил умен, трајал за да се научите од гускарот некој чуден маривет и го дочекал да му се качит при него и да го видит што мострајет. Се качил горе гускарот подкрепен од неколцина пашински луѓе и со двајцата джелјати влегол при царот. Со голема лутина, царот го прашал од каде и кој е што направил таква лага. Гускарот му се таксал да му кажи, ама само не му ќе му кажал, никој друг да не чуе сакал. На тоа згора истерал царот сите што беа при него и тогај изваел гускарото да мелијата книжето што му пишал царот Иш баждарен јалли кујурукјер. И му го дал в раце на царот. Кога го пеал царот, на чудо беше станал. Кога го изгледал Арно, го познал оти бил гускарот негов. Знаејќи честити царјот изборот твој назад не се враќа, му рекол гускарот, затоа и јас се отпечалив и иш беждерисав, сега ако сакаш губи ме, ако сакаш посини ме. Кога и чул и виде царот баплакот од гускарот, ашколсун беше му рекол, ашколсун бре капфе, од изборо мој го беждериса, биди ми сина од сега. И на часот пушти на секаде абери, оти сина од царот, што му бил загубен, му се нашол. Курди со свадба царот и текрар направи. Ете, као бидува од гускар да се стори зет од цар.